Физичката неактивност е една од главните причини за смрт во светот денес. Глобално, 6% од сите смртни случаи се припишуваат на физичка неактивност. Пред неа има само уште 3 фактори: високиот крвен притисок, тутунот и високиот шеќер во крвта. Пресметано е дека физичката неактивност е главната причина за 21 до 25% од случаите на рак на дојка и дебело црево, 27% од случаите на диабетес и 30% од случаите на срцев удар. Светската здравствена организација ги дава следните препораки: 150 минути неделно умерена активност, како и баланс помеѓу здравјето, но и одбегнувањето на повредите. Умерен и соодветен почеток на физичката активност со цел да настапи адаптација. Типот на активноста зависи од личниот избор и можноста да биде одржлив, постојан избор во нашиот животен стил. И конечно, комбинација на аеробни вежби и вежби со отпор. Како што до пред некоја година, витаминот D ограничено го сваќавме само како витамин задолжен за здравјето на коските, така и физичката активност до неодамна се сметаше само како алатка за израмнување на енергетскиот биланс. Денеска веќе јасно се знае дека физичката активност е многу повеќе од тоа. Се повеќе податоци укажуваат на улогата на физичката активност во заштита од диабетесот тип 2, рак, деменција, кардиоваскуларни болести, па дури и депресија. Се претпоставува дека сите тие функции се посредувани преку супстанции познати како миокини. Така се промени сваќањето за најголемиот орган во нашето тело, скелетните мускули. Не само како орган на движење и моторика, туку орган дури со нагласена ендокрина улога. Многу научници ја прифаќаат тезата дека денеска седењето убива повеќе луѓе одошто цигарите и дека мора активно да се вложиме во решавањето на овој глобален проблем на неподвижност. Во просек се пресметува дека физичката неактивност одзима 5 години од нашиот животен век. Интересно е што физичката активност може да биде еднакво ефективна дури како и некои лекови кои се користат за лекување на болестите. Истражувањата го докажаа овој ефект и отворија нова димензија во сваќањето на болестите и улогата на физичката активност во нивниот третман. Можеби ќе дојде време кога на лекарските рецепти ќе пишува 30 минути пешачење на ден.